Кратко траеше денешното прво рочиште против петмината обвинети за учество во странска војска. Судењето беше одложено за 16 затоа што дел од одбраната се уште нема направено увид во доказите на јавното обвинителство. Денеска на почетокот, на стартот на судењето Келија, јавниот обвинител само го прочита обвинителниот акт. Наводите се веќе познати после полициската акција и после оценката на обвинителниот акт дека обвинителството уверува оти поседува доволно докази, материјални докази пред се собрани со посебни истражни мерки против петмината обвинети за учество во странска војска, иако тој не спомна на кои воени жаришта земале учество овие македонски државјани, сепак сомненијата се дека биле дел од редовите на паравојната ИСИС на Сирија и Ирак која што дејствува. Инаку, само петмина денеска седнаа на обвинителна клупа затоа што останатите 6 во фазата на оценка на обвинителниот акт се спогодија со јавниот обвинител за помали казни. Меѓутоа, на стартот на денешното рочиште, уште еден од нив изрази подготвеност, спремност да го признае кривичното дело. Според неговиот адвокат, тој многу лошо и емотивно бил погоден во истражниот затвор во Шутка и поради тоа веднаш сакал да го признае делото, судот да му пресуди и да премине во затворот во Идризово. До мене е тука еден од адвокатите на обвинетите и го прашувам дали во оваа фаза адвокат Али Спагич можат обвинетите да го признаат делото. Добар ден, благодарам на поканата. Само сакам да укажам да биде појасно на јавноста за кој од обвинетите станува збор. Имено станува збор за обвинетиот Иса Фуга, кој што бранител му е колегата Ефто Спировски. Понатаму би сакал исто да укажам јавноста да биде запознаена зошто се одложи денешното рочиште за главна расправа. Имено го поддржавме предлогот на колегата Слободан Богоевиќ, кој што го брани Стефан Стефановски, еден од обвинетите од петмината кој што не се спогодија со јавниот обвинител. Имено станува збор за доразгледување на останатите докази кои што се приложени како докази во самиот предмет и кои што се во судските списи, и од тие причини судот коректно од негова страна го уважи барањето кој што ние го се приклучиме кон истото да ни дозволи да го доразгледаме истиот материјал, и од тие причини беше одложено денешното рочиште за главна јавна расправа. Имено во оваа фаза законодавецот предвидел до завршување на рочиште за главна расправа има право истиот обвинет да се произнесе во поглед на вината дали е виновен или не е виновен. Имено, бидејќи во таа фаза се уште не сме дојдени, и јас се надевам дека тоа ќе биде на 16.5. заради веќе наведеното претходно, ќе знаеме кој ќе се произнесе дали е виновен или не е виновен. Тие што ќе се произнесат дека се виновни, тогаш ќе се премине само на одлука на кривична санкција, а доколку некој не се произнесе дека е виновен или доколку сите не се произнесе дека се виновни, тогаш се впуштаме во утврдување на фактичката состојба која што е покрената и одобрена од страна на судот со обвинението кое што беше поднесено.